Почитувани, добро вечер. Вечерва во став гостува Весна Трајковска, директорка на Државното средно училиште, регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас. Господја Трајковска, добро вечер и ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од нашата емисија. Добро вечер и од мене. Благодарам на поканата. Ние секогаш како училиште сме отворени за разговор со вас и секако ви благодарам на поканата што оваа вечер ќе можеме и да кажеме нешто повеќе збор 2 за нашето училиште. Поради целосна реконструкција на училиштето, учениците второто полугодие продолжија да ја следат наставата онлайн. Градежните активности започнаа пред околу една година, во моментов се работи на внатрешно и надворешно уредување. Кажете ни како течеа реконструктивните работи, до каде е реконструкцијата и со колку средства се врши обновата, целосната обнова на училиштето? Па така, значи пред 2,5 години некаде ние поминавме во регионален центар, фактички поминавме во државно училиште, но поради оправдани причини што се случуваше во целиот свет, па и кај нас, самиот процес на реконструкција на училиштето започна токму на 1 февруари 2021 година и еве во тек сме. Се работи уште, значи моментално поминува само една година, да речеме, од она кога започнале градежните работи, а предвидено е проектот да трае 15 месеци, што значи би требало да заврши некаде во мај месец, со оглед на тоа што ова е стварно едно големо инвестирање и голема реконструкција на голем објекти, на повеќе работни површини, не е само на еден објект, туку на повеќе објекти, на кампус цел се прави таму. Се разбира, очекуваме дека тој рок малку ќе биде пробиен, меѓутоа не многу, можеби месец-два, како и да е, се надеваме дека до јуни работите сите, и градежни, и со снабдување со опрема ќе биде завршено. Во моментот во училиштето работа е таква што се работи и внатрешно и надворешно. Се работи и во самата зграда, главната зграда на училиштето, се работи и во интернатот, кој што е 99% завршен, остануваат некои ситни работи. Доле работилниците кои што беа покрај интернатот целосно се реконструирани, се чекаат, пак ќе кажам, тоа се некои ситници во завршна фаза. Кај што ни интернатот и работилниците е направен кружен ток, значи партерно е уреден целиот простор, но не е довршено. Сега во пролет ќе имаме и засадување на садници, тревни површини, поставени се канделабри, но ќе бидат поставени и клупи за оние ученици кои што таму ќе одат, нели, и на настава, но тука е сместен интернатот и за оние кои што ќе бидат сместени во интернат. Потоа внатрешниот дел во интернатот е целосно завршен, останува уште мал дел. Во училишната зграда моментално се работи на местење на подови и местење на плафон на училиштето. Оваа инвестиција што во момент се користи, со која што се вложува во нашето училиште е околу 2 милиона евра. Тоа е само, зборувам, за градежни работи и затоа што навистина нема нешто што не е сменето во училиштето. Сменето е од струја, вода, канализација, комплетно нем кров, значи нема нешто што не е сменето. Дури и штала со која што ние како училиште располагавме, па и таа е реконструирана, односно таа беше нова, но е обновена, циментиране приот до шталата, фасада е средена, значи стварно нема нешто што не е направено. Исто така, смените се од страна на Евана се разбира, што имавме некои преместувања, нови отварања, зголемена јачина, нели, на оние потребни нагледни средства и потребна опрема, па затоа мора да се промени јачина на струја, значи све буквално. Сега очекуваме уште со водовод дотурна вода да се зголеми и можам да кажам дека овие градежни работи веќе им се гледа крајот. Останува уште, лифтот е направен, останува уште пред училиштето
партерот да се доуреди, така да со нетрпение чекаме сите во училиштето, затоа стварно ова е еден период каде што ние како вработени таму имавме доста потешкоти во работењето, меѓутоа целта ни задоволува сите овие наши маки. Така да сето она што кога ќе гледате како никнува пред вас и е нешто прекрасно, значи вреди да се издржи. Освен со целосна реконструкција на училиштето, може да се пофалите и со тоа што неодамна, пред неколку дена со одлука на владата, добивте уште еден објект. Може ли да ни кажете за што станува збор? Сега тука имаме уште нешто, тоа да знаеме, значи како што претходно ви кажав, со ова се све средства на Влада на Република Северна Македонија, поддржани нели од ИПА проекти и европски фондови. Што предмалку ви кажав, дека 2 милиони евра се вложени само во градежни објекти, но ние, освен градежно, имаме и снабдување на училиштето и со опрема. Средства кои што се ќе се вложат, односно веќе тече постапка да се распишуваат тендери за набавка на потребната опрема за кај нас, изнесува уште 1 милион евра, што значи вкупната сума која што е вложена, која се вложува во нашето училиште, откако преминуваме во регионален центар, се 3 милиона евра. Додатно на тоа можем да кажам дека ние сами како училиште се разбира сами. Не сами, со помош од секторот за образование во Министерството за образование и наука, преку ИФОРЕ проектот од Швајцарска амбасада, додатно добивме уште 100.000 евра донација, кои исто ќе ги искористиме за снабдување со опрема, само за таа намена ни се средства, исклучиво за купување на нова опрема. Веќе почнавме и тука постапка, а она што и вие го спомнавте, еве сега за прв пат можем и да го потврдам, пред 2 дена е донесена одлука на влада, што ние веќе кај нас пратено да видиме, но да излезе нели во службен вестник и официјално. Донесена е одлука за конечно да се реши статусот на учениците од албански наставен јазик. Како што знаете, до сега веќе 13 години учениците учеа во бараки. Тоа беа сместени бараки во касарната Карпош и тука на едно место кое што беше игралиште од времен карактер. Меѓутоа, времениот карактер потреа подолго време и благодарение се разбира и на наши напори, но и на разбирање на Министерството за образование и владата на Република Северна Македонија, од завчера ние го добивме објектот кој што се наоѓа веднаш зад сега каде што ни е поставено нашето училиште и официјално примопредавање ќе биде во наредните денови, што значи дека од тогаш веќе нашето училиште ќе има и објект за кој што сега пак ќе се трудиме, ќе изнаоѓаме проекти да го реновираме, прилагодиме, за да нашите ученици кои учат настава и следат настава на албански наставен јазик бидат стварно сместени на место кое што и личи во училница, не во барака. Тоа е нешто што ни значи на сите како училиште, но посебно е важно за децата што учат на албански наставен јазик и се надевам дека ќе имаат трпение и тоа училиште да блесне во полн сјај како и нашето во главната зграда. Наскоро се очекува да се стави во функција и интернатот. Очекувате ли интерес за сместување од учениците од североисточниот регион? Па така, во овој проект кога се реконструиравме, првенствено беше целта да го реконструираме и интернатот, кој што долго време е во употреба. Во употреба е уште од таму 2011, мислам така беше, 2011 година или 10-та, сега точно не ми текнува. Значи долго време неупотребливо, беше запустено, никој не го стопанисуваше и сега со овој проект имавме можност, го реновиравме. Тоа е всушност навистина едно некласичен и ученички дом,
повеќе е наменет, се разбира, за ученици кои што ќе бидат сместени тука, но главната цел му е не да работи само во време додека се учениците тука, него целта е да работи цела година, затоа што ние како регионален центар ќе имаме обуки на возрастни, што е најбитно, од целиот североисточен регион, каде што обуките кои што би траеле, а сигурно ќе трајат минимум месец, месец и пол, ќе можат луѓето кои што се од страна да бидат сместени тука без додатни трошкови да одат на некое друго место за сместување. Па планирано е, тоа е се план, што ќе биде ќе видиме, но одиме во таа насока, само реков да не брзаме пред време, одиме во насока дека и кујната која што е која што е замислена да проработи во интернатот, не е само за учениците кои што се сместени во интернат, него правиме напори да таа кујна се искористи и за останатите ученици кои што се кај нас. Имаме некои размислувања на таа тема, ама тоа се уште рано да кажеме што сме во размислување и во преговори за работењето на ученичкиот дом, но се надеваме дека оваа година ќе го ставиме во употреба и него. За прв пат оваа година во училиштето Киро Бурнас беа воведени две нови струки, со по еден профил, по една дуална паралелка. Каков беше интересот за овие нови струки? Па оваа година ние за прв пат поведовме две нови струки од два различити профила. Едниот беше од здравствена струка, профилот фармацевски техничар, и едниот беше од сообраќајна струка, техничар за патен саобраќај. Тоа беа два нови профила и можам да кажам дека заинтересираност навистина токму тука е голема. Воведовме и на албански наставен јазик, така да можам да кажам дека околу 50 ученика, 45 ученика се во фармацевски техничар, значи од двата профила, а 25 се во сообраќајна. Толку и се планирани, пошто беше само една паралелка и тоа дуална, значи толку ученици колку што сме барале, толку и се запишани. А што се однесува до другите струки што ние ги имаме во нашето училиште, и покрај тоа што ова е момент, ние прва година сега воведуваме овие два нови профила. Моменталната состојба е да сепак имаме повеќе запишано ученици, зборам збирно, во земјоделско-ветеринарна струка, па потоа имаме во фармацевски техничар, па потоа имаме во сообраќајна струка, машинска, лични услуги, прехранбена, значи сепак во земјоделско-ветеринарната струка имаме најголем број запишани ученици во момент. Тоа е и добро, затоа што ние нели како регионален центар всушност и поминавме во рамките на тие две струки, земјоделско-ветеринарна и прехранбена струка. И набавка на опрема што ќе се врши во нашиот центар ќе биде насочена токму кон овие два профила, овие два смера всушност, но не дека другите смерови ќе бидат запоставени, дека тоа друго нема да се обнови. За сите други ќе биде обновено се што е овде застарено, но ќе се даде предимство на овие два смера. И на социјалниот диалог кој што беше организиран Учи паметно, работи стручно во организација на Министерството за образование и наука и секторот за образование во општина Куманово, токму и тука беше потенцирано дека бројот на учениците во средните стручни училишта се зголемува и вие токму го потврдувате со ова сега што го кажавте. Така, токму така беше. Вашето училиште располага со имот, засаден со винова лоза, со пчеларник, за кој што се грижат учениците под менторство на своите професори. Традиционално секоја година училиштето го одбележува празникот Свети Трифун. Какви се плановите за оваа година? Па видите, ние веќе имаме еден винов лозов насад, да речем, кој што со години наназад правиме традиционално закројување на винова лоза. И оваа година ќе го закроиме, но тоа ќе биде во рамки на нашето училиште, затоа што сега во момент не смееме баш многу да пуштаме деца каде што има градежни работи.
И минатата година го одбележавме Свети Трифун исто лично ние како училиште, затоа што од минатата година не сме веќе во програма на град на општина Куманово, па да и општина Куманово учествува во одбележување на Свети Трифун. Се поканети како гости, но не се организатори. По неколку години назад, мислам дека 7-8 години беа тие на некој начин организатори, а ние бевме само домаќини на настанот. Од минатата година ние сме тие што си го организираме. Минатата година имаше услови, значи училиштето уште не беше разрушено и уште не беше почнато со реконструкција, па можевме да го направиме на поубав начин. Сега стварно само затоа што не сакаме да ја прекинеме традицијата, ќе го одбележиме настанот со многу мал број на ученици, исклучиво на местото каде што ние лозови од насад, и потоа више нема да имаме некоја друга понатамошна активност. Но кога спомнавте веќе за тоа дека ние имаме лозов насад, ние имаме, да, тоа е веќе во, да речам, на некој тип изумирање, затоа што сега со принабавка на опрема и подигање на лозов насад е еден вид на опрема во нашето училиште. И предвидено е и веќе имаме и обележено место каде што ќе го подигнеме, значи ќе подигнеме во најскоро време, можеби во октомври месец оваа година, зависно од условите, нели како ќе ни одговараат, или на есен или во рана пролет, ќе подигнеме нов лозов насад и нов овоштарник. Тоа е исто како дел од она опрема која што ќе ја набавиме, пошто не сакав да ве оптоварувам со што се ќе бидеме, нели, снабдени и што се ќе се донесе во нашето училиште. Вашите ученици традиционално изложуваат мед и пчелни производи на сајмот на мед и други манифестации поврзани со органска храна. Какви се искуствата, какви се впечатоците од ваквите манифестации? Што велат учениците? Задоволни ли се од учеството на вакви манифестации? Па видите, ние како училиште секогаш, така се надам дека така и ќе продолжиме, сме отворени за соработка со секого. За среќа имаме и такви партнери, топанственици од Куманово, кои што ни излегуваат во сусрет, и како такви учествуваме на секоја некоја манифестација на која што сме поканети. Тоа не е само желба на наставниците и на менеджментот, туку тоа е повеќе желба на нашите ученици. Мислам дека комплетниот сјај, комплетната можност, учениците токму таму и ја покажуваат. Затоа што нашите ученици, како да кажам, се потполно се исполнети кога требаат да извршат некоја работа. Можеби не сите, сега си имаме нели исклучоци, не сите се толку експерти околу теоретскиот дел, ама практично, или кога треба нешто да се сработи, тоа го прават навистина со голем ентузијазам и заедно со сите нас, и секако даваат се од себе и се презадоволни од секој тип на учество. Не одбиваат никогаш да сработат нешто што е во интерес на училиштето. На социјалниот диалог кој што го спомнавме претходно, беше посочено и дека компаниите се уште се соочуваат со недостиг на стручен, квалификуван кадар. Дали има заинтересирани за доквалификација, преквалификација и валидација на формалното и неформалното образование? Јас сега тука малку подолго ќе кажам, ќе повржам две работи во едно. Значи, пред овој социјален диалог, ние претходно имавме еден состанок на средни училишта, стручни училишта, заедно со Агенција за вработување и Министерство за образование и наука. И таму, можеби бевте и сведоци, дека течеше конкурс за луѓето кои што за ученици со одредена возраст, за роми, за жени, за невработени, за оние кои сакаат да си го преквалификуваат. Значи течеше оглас каде што само услов беше да бидат невработени во Агенција за вработување, и оттаму тоа се викаше проект Втора шанса, и таму може оние ученици, сега може би ученици, јас ги викам ученици, тоа се веќе може и повозрастни, кои што поради некоја причина не го дозавршиле своето образование, а имаат завршено, например, 3 години.
имаат свидетелство до 3-та година, 4-та година им го нема. Или завршиле 3 степен, а сакаат во 4. Има можност да аплицираат, за да можат бесплатно, значи тука државата плаќа се, бесплатно да си го дооформат образованието регуларно како воредни ученици. И од таму добивме информација од Агенцијата за вработување дека во нашето училиште има 10 пријавени кандидати. Во тек тече постапка, ни пратија список и сега во момент тече постапка каде ги контактираме лицата за да донесат потребна документација, нели, за да ги задолжиме со испити кои треба да ги полагат и тоа да го завршат. Но оно што сакам друго да го кажам, значи за да ги раздвоиме работите, доквалификација и преквалификација се процеси и работи кои што континуирано течат по нашето училиште и кај нас континуирано има заинтересираност на кандидати, бидејќи лицата на тој начин имаат можност да со преквалификацијата или со стекнато некое ново знаење можат да напредуваат во свое работно место, да бараат ново работно место или да си отворат некој свој собствен бизнис. И тоа е, значи така, тоа си течеше и порано и ќе продолжи и понатаму. Но, околу валидација, тука имаме еден вид на да го делиме од ова преквалификација и доквалификација. До сега валидација нема во Република Северна Македонија. Нашето училиште, откако поминува во регионален центар, се стекнува со можност да отпочне со процес на валидација. Но, за да отпочне значи во регионалниот центар и понатаму ќе продолжи да се оди формално образование, преквалификација, доквалификација на ученици, но со новиот закон за образование на возрастни, во него за прв пат се вметнува и процесот валидација. И со тој процес на валидација, значи со донесување на тој закон, нашиот регионален центар ќе може да отпочне и со процес на валидација. И она што е многу важно да го нагласиме е што нашите наставници, значи сите наставници, преку ИПА проектот ќе можат да се запознаат со валидација. А дел од наставниците ќе бидат обучени за да можат да го спроведат самиот процес на валидација. Затоа што до сега такво нешто кај нас немало. И ова е нешто што мора прво законски да помине и од тогаш ќе почнеме и кај нас да го практикуваме. Валидација накратко, да кажам, мислам, може би вие и знаете од прилike, но нели за оние кои се заинтересирани, за гледачите, валидација не е ништо друго, туку веќе некое стекнато знаење што го има личноста, да го верификува, да добие за тоа нешто документ. Значи, ако некој е врвен готвач, а не може да се докаже дека е готвач, ќе може во нашето училиште да дојде со, се разбира, по постапки кои што ќе бидат регулирани законски, да си го валидира своето знаење, потоа да си конкурира да се вработи како готвач или тоа ми текна во момент, било која струка. Неодамна тимот за инклузија на Киро Бурнас одржа обука на наставниците, односно на своите колеги за инклузивно образование. Колку училиштето Киро Бурнас е инклузивно училиште? Има ли соодветни услови за лицата со попреченост? Имате ли лица со попреченост, ученици со попреченост? Така. Најпрвен инклузивно образование поодамна е веќе во, нели, се употреба и се користи и се зборува и се применува. Но она што е, пак ќе зборувам во рамки на тоа откако поминавме во регионален центар. Нашето училиште најпрвен формираше тим за инклузивно образование. Тоа беа насоки по кои што требавме да постапуваме и со поддршка на UNDP и експерт од Португалија, ние 21 година, мислам дека беше во ноември, за прв пат имавме обука на наставници која што траеше 3 дена, во која што учествуваа во главном наставници кои што ќе предаваат во струки за кои што сме ние регионален центар.
Значи почнавме од тука, формиравме тим за образование, тим за инклузивно образование и првата обука ни беше во ноември 21 година. Потоа, една година подоцна, во ноември 22 година, тим за образование што беше, бевме на обука во Струмица. Исто со експертот од Португалија, исто поддржани од UNDP. И таму одржавме, ни беше одржана фактички обука на нас, што сме во тимот, за да, траеше 3 дена, и сега ние како тим за инклузивно образование одржавме и обука на сите наставници во нашето училиште. Бидејќи во овој момент беше проблем каде тоа да го направиме, ние ја користам оваа прилика да се заблагодарам на ресторанот Грација, кој што ни овозможи да ние таму ја одржиме таа наша обука, затоа што не сме баш мал колектив. Тука имаме преку 80 наставници на македонски и албански наставен јазик и сите до еден наставник зема учество. Обуката беше перфектно изведена, наставниците презадоволни и сега продолжуваме и понатаму. Ова обука што ја направивме беше со цел да извлечеме кои се некои точки кои што кај нас недостасуваат, на што ни е проблем, затоа што ќе имаме сега пак средба, ќе дојде експертот од Португалија, пак имаме средба со неа и да ги разгледаме проблемите што ги имаме во училиштето. Потоа уште една, значи додека да го заокружиме процесот, тоа ќе потрае до некаде септември оваа година. Што се однесува дали имаме ученици со посебни потреби. Значи ние имаме под посебни потреби не може да значи некоја физичка аномалија. Значи ние имаме ученици со посебни потреби, имаме, и за таа цел имаме и 2 образовни асистента што доаѓаат во училиштето. Дали имаме пристап пред да се реконструираме, значи имавме еден пристап кој што навистина беше не сосем адекватен, но во такви случаи какви што беше и единствен за да може да се искористи. Но сега моментално е направен лифт за лица со посебни потреби, потоа се прави нова пристапна рампа за лица со посебни потреби внатре во училиштето, на оние места каде што лифтот нели излегува, има излезни врата, но има мали места каде што ќе треба да се помине. Од внатрешна страна се става лифт кој што е како платформа, значи тоа е столче кое што кружи низ по скалите, така да со реконструкција комплетно се задоволуваат потреби за лица со попреченост. Се мисли овде не само за ученици, може и вработе некој да дојде со попреченост, со некоја лесна попреченост да работи тука, и затоа имаме и тоалети за лица со посебни потреби, и во интернатот посебно имаме една просторија, односно една соба, каде што е како апартман за едно лице со попреченост, каде што има и тоалет, и туш кабина, се за лицето кое што би било со тие несакани последици. Освен обуки за инклузивно образование, вашиот наставен кадар постојано оди на повеќе обуки, нели, освен што вложувате во образованието на учениците, вложувате и во својот наставен кадар заради осовременување и унапредување на наставата. Па, така. Значи, не е само да се каже дека поминуваш во регионален центар. За да поминеш во регионален центар треба стварно многу да се испоработи за да поминеме во регионален центар. Колку што досега работевме, мислам дека не сме ни на пола пат до она што треба уште да сработиме. И многу сум задоволна од тоа што успеав на некој начин да си создадам тим, не сама, значи јас сама можам само да одам и да добивам информација, но за да го сето тоа сработиме, успеав некако да создадам тим кој што е не многу, нели, уште нема законски процедури, па затоа е тим кој што работи на своја рака, доброволно, и кој што помага
во извршување на сите тие задачи, затоа и правиме многу тимови. Тим за професионален развој, тим за инклузивно образование, тим за ова, тим за она, ова го правам се со цел повеќе луѓе да бидат вклучени и повеќе да имаат информации, затоа што стварно е малку тешко да се преориентирате. Од она кога што сте биле само обично училиште, знаете, ученик, настава, професор и тоа. Сега овде више е се, еден дел останува формално образование, ама колку се други обврски има е нешто сосема друго, што просто е тешко да се прешалтате со памет дека е одиме сега на друго нешто. И затоа е многу важно да имаме вклучено повеќе луѓе и така и правиме. И плюс, како една од обврски, за да бидете регионален центар, е постојано вложување во обука на самите наставници. За таа цел, јас вака морав да запишам, пошто имаше многу обуки. И не да не ви одолжувам од времето, да ви одзимам, не е битно кој е колку бил. Туку битно е да знаеме дека од земјоделско-ветеринарна струка имаат во Стопанство Клечовце 3 дена поминато, во Футура технологии Скопје 3 дена, во АДУТ Куманово 4 дена, на ветеринарен факултет 2 дена, во Тодор Велков Куманово 6 дена, во Стив Вет Младо на Горичиње 4 дена. Тоа се наставници од земјоделско-ветеринарна струка, што оваа година и половина имаат поминато, зборам само за практичниот дел. А баш кај што одиме на овие други обуки околу професионален развој за на усовршување, на доградување во други сфери. Од хемиско-технолошка струка имаат во Кватро 2 дена, во Бонум 2 дена. Бонум тогаш работеше, сега веќе не работи, ќе бараме некаде на друго место да се оди. Природно-математички факултет 3 дена, фармацевски факултет 3 дена, технолошко-металуршки факултет 2 дена, градска пекара 3 дена. Одлични услуги, значи обуката е за сите, не само за тоа зашто сме регионален центар. Лични услуги во Белепок 2 дена, фризерско студио Нате 2 дена, машинска струка во Асуц 3 дена, во Делукс 3 дена, во Автосервис Висто 2 дена. И моментално во овој момент исто пак правиме, прибираме, значи наоѓаме фирми каде што треба да продолжат наставниците да одат сега по други приоритети кои им се на обука. Значи тоа ќе си тече така, мислам дека од сега па на натаму секоја година. И сосема на крај да ги спомнеме и Еразмус проектите. Државното средно училиште Киро Бурнас е партнер училиште во повеќе Еразмус проекти. Неодамна бевте домакин на една мобилност, во меѓувреме одевте на друга мобилност во повеќе држави. Еве, поведете, кажете ни во колку проекти е вклучено училиштето Киро Бурнас оваа учебна година? Па, сакам да кажам дека ние подолго време не учествувавме во Еразмус проекти и сега можам да бидам стварно задоволна што во последниве 5 или 6 години, точно, така е некаде пред 5-6 години, почнавме со еден проект, сега имаме 8 проекти Еразмус во овој момент, 8 Еразмус проекти се, кој во почетна, кој во завршна, кој во средна фаза. Значи, тука и чекаме гости и одат нашите ученици. Овие Еразмус проекти ги поддржуваме не толку како да кажем заради себе, колку заради учениците. Ги водиме учениците таму каде што можеби ние никогаш не сме биле, а имаме можност да ги одведеме и има можност учениците да се запознаат со култура на тие држави, со менталитет, да видат некои нови интересни за нив предизвици и целта ни е навистина на сите, не само на мене, на сите нас во училиштето, мислиме пред се учениците. Желба и дозвола да правиме овие Еразмус проекти ни е токму таа, да ги прошетаме учениците, да не стекнат некое ново искуство, да се запознаат со деца од различити држави и е многу убаво кога ќе ги видите кога меѓу себе толку се дружат, а се сосема различити. Едни од една страна, други од друга страна, а толку убаво се дружат и толку се меѓусебно сложуваат, што па и наставниците, што едноставно мислам дека ова е убава работа со Еразмус проекти, дава можност сите некако малку повеќе да се сближиме, не се она да оди некако на страна, секој од секого да бега. И во рамки на, сега не е поврзано можеби со Еразмус, но би сакала да кажам дека ние
пред некој ден кога беше Свети Сава, бевме повикани да присуствуваме на панел дискусија за докаде е нели состојбата на српскиот јазик во формално и неформално образование. Таму дадовме свој допринос и доприносот што можевме ние како училиште, друг допринос посебен не можеме да направиме, освен на барање на самото министерство и на барање на некои пратеници. Еве ова година ќе аплицираме до МОН за отварање на паралелка на српски јазик, дали ќе ни биде дозволен или не. Тука стварно мора да се размисли, треба се да се подготви па да таа паралелка се отвори, но ние можеме само на тој начин да излеземе во пресред за да и тоа нешто биде може би мал допринос во отварање на паралелка. Какви беа заклучоците на таа панел дискусија? Има ли интерес за српскиот, за изучување на српски јазик, настава на српски јазик? Па, генерално јас бев малку изненадена што повеќе во Валандово имаше интерес за српски јазик и бев, со тоа не сум до сега била запознаена. Кај нас имаме, нели, во Нагоричани имаме и српски паралелки и училишта на српски јазик. Во Куманово имаме само во, мислам, Браќа Рибар дека беше во Табановце на српски јазик. До сега до основно училиште има. Меѓутоа, потоа кога одиме во средно училиште, нема некоја голема заинтересираност. Меѓутоа, може би и не било понудено, па за да видиме дали ќе има заинтересираност. Затоа и велам дека за да се воведе овој нова паралелка, мора малку претходно да се направат некои подготовки, па за да почнеме и на српски јазик. Затоа што не е само да воведеме нешто, а после да не излезе квалитетно. Има можност, не дека нема, но мислам дека треба некоја претходна подготовка, па да пристапиме, како што се случи во гимназија. Знаете дека они долго време бара паралелка на српски јазик, бара и еве од лани ова година се појави некој интерес. Дали кај нас тоа така ќе се случи или не, ќе остане времето, па ќе видиме. И сосема на крајот, кога ги очекувате учениците да се вратат во училишните клупи? Па ова година наставата се одвиваше онлайн цело време. Мислевме дека ќе можеме нешто порано, но фактички имаме подготвени простори. Меѓутоа, не е некако во ред да почнеме таму да се гради, овде ученици, да не можеме сите да ги викнеме, така да од таа намера се откажавме и целокупната оваа година беше онлайн со ученици, а инаку настава од септември обавезно со физичко присуство, дури пред тоа ние ќе се вратиме уште во јуни месец во училиште, затоа што градежни работи треба во крај на април, 1 мај да завршат. Ние оставаме да бидат до јуни, ама од јуни ние треба да се вратиме во училиште. Све оно што што е изнесено и што е оставено надвор од школа треба све да се врати, да се ставиме ние во ред и од септември да ги чекаме учениците подготвени во сосема ново, во потполно нов сјај. Значи не можете да замислите колка е радост и на учениците, мислам на вработените, учениците кои што доаѓаат по некоја потреба се стварно воодушевени кои ќе го видат училиштето, кое што не го препознаваат како го оставиле, а какво е сега. И наше е задоволство кога ќе го видите тоа нешто што е убаво. На секој му прија да види и да работи во убаво работно место. Така. Господине Трајковска, ви благодарам уште еднаш на гостување. Јас ви благодарам на вашата покана. Поздрав до сите гледачи и секогаш сме отворени за соработка со вас. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Пријатна вечер.